Почитувам подпредседателе, почитувана колешке, не очекував да слушнам ништо поразлично од она што ви го пишале од партискиот центар на СДСМ. Ја почнавте дискусијата со што е она што ги интересира граѓаните и почитавте ставки од социјални расходи. Она што ги интересира граѓаните, колешке, е како ќе ги зачуваат своите работни места, како фирмите нема да се затвараат, дали подобро ќе се справите со пандемијата, дали добро ќе се справите со енергетската криза, а со оглед на неспособноста на оваа влада, очигледно е дека тоа нема да го направите. Оно што ги интересира граѓаните е каде е клиничкиот центар во Скопје. Најверојатно се уште ја барате локацијата. Клиничкиот центар во Штип, кој што го ветувавте во вашата владина програма, се уште никаде го нема. Споменавте во раздели во Министерството за транспорт и врски за изградба на локални патишта и слично. Колешке, се позајмивте уште дупло од проектираната изведба за автопатот Кичево-Охрид, за 9 клучки, ниедна немате направено. Еве, завршете го тој автопат. Имаме најгломазен, најобемен буџет досега од 4,4 милиарди евра и многу често, бидејќи сакате да се споредувате со владите на ВМРО ДПМН, во времето на ВМРО ДПМН буџетот никогаш не изнесувал повеќе од 3 милиарди, 3,3 милиарди евра. Ама тогаш имаше пари за животна средина, се градеа автопати, се градеа сали, се градеа училишта, се градеа спортски центри. Што градите вие сега? Што имате вие завршено? Кажете еден проект кој што вие го имате проектирано, кој што го имате тендерирано, за кој што имате извршено изведба и кој што го имате завршено. Нема такво нешто. Капиталните расходи сте ги предвиделе поголеми од буџетскиот дефицит. Демек сега вие ќе реализирате 620 милиони евра капитални расходи, а буџетскиот дефицит е проектиран на 550 милиони евра. Па кого залажувате, колешке? Ако се види вашата просечна реализација на капиталните расходи не изнесува повеќе од 65% од 2018 година па навака. Вие не можете да реализирате капитални расходи од 300 милиони евра, па сега најверојатно како Заев даде оставка, што ќе се надминете себе си, па 620 ќе реализирате? Ајде ви се молам, погрешно проектиран буџет повторно ќе биде на штета на граѓаните. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Драгица